За постување пратенички прашања господин Спасос Колевар. Повелете. Благодарам, господине председателе, почитувани колеги и пратеници. Имам 3 пратенички прашања. Двете се до министерот за транспорт и врски и едно пратеничко прашање до председателот на влада. Првото прашање се однесува на состојбите во јавното предпријатие Македонија ПАТ. Сведоци сме дека неколку месеци вработените во јавното предпријатие Македонија ПАТ не земаат плата, 3 месеци, еве сега е 4 месец, не може да ги остваруваат своите задачи за кои што е формирано ова јавно предпријатие. Од сите страни пристигнуваат информации или укажуваат, па дури и од страна на владата, дека имало одредена проневера на финансиски средства, многу финансиски дубиози во претходните периоди и така натаму и така натаму. Знам дека скоро 10 години буџетот кој што го добива ова јавно предпријатие се движи некаде околу 980 милиони денари. Исто така знам дека врз основа на програмата на Агенцијата за државни патишта тие се задолжени за тековно и инвестиционо одржување на патната инфраструктура во Република Македонија. Исто така имам информации дека многу од ставките кои што се во програмата, наместо да ги извршува Македонија ПАТ, ги извршуваат приватни фирми по претходно распишани тендери од страна на Агенцијата за државни патишта. Таков е случајот сега со моментално со поставување на вертикална и светлосна сигнализација на патната инфраструктура во Република Македонија, а тоа значи дека бидејќи јавното предпријатие Македонија ПАТ не може да реализира дел од програмските задачи кои што ги има, не може ниту да ги наплати. Тоа значи дека тие 980 милиони денари кои што остануваат пари во задните 10 години и покрај тоа што се зголемени трошоците на работа на ова јавно предпријатие, не можат да ги добијат во цело заради тоа што дел од колачот го земаат и приватните фирми. Моето прашање ќе биде дали ќе бидат исплатени за останатите плати на вработените во јавното предпријатие Македонија ПАТ и која е понатамошната судбина на ова јавно предпријатие, бидејќи представува предпријатие кое што од исклучителна важност за Република Македонија и за одржување на патната инфраструктура. Второто прашање, исто така кое што го патувам до министерот за транспорт и врски, се однесува на искористувањето на средствата за водоводна и канализациона мрежа во Република Македонија, пари кои што се финансирани од Европската инвестициона банка. Општина Куманово врз основа на распределбата на овие финансиски средства има добиено 3,5 милиони евра за изградба на фекални канализации и за водоводни мрежи. И во изминатиот период постојано од представниците на ВМРО ДПМН во Куманово, од пратениците и така натаму, се укажува на тоа дека и покрај тоа што има доделено пари за општина Куманово, општина Куманово не сака да ги искористи овие финансиски средства и не сака да се градат фекални канализации и водоводни мрежи во општината Куманово. Јас само сакам да ви презентирам некои податоци на вас и на македонската јавност. Советот на општина Куманово на 30 јуни 2011 година донесе одлука со која што се утврдени приоритетите за изградба на водоводни и канализациони мрежи во општината Куманово. Ќе наведам само неколку, значи тоа се изградба на фекалната канализација од селото Пројаце до Ѓуро Пута Стари за познатата Главно поле, фекална канализација во Бедиње, фекална канализација Желеничка станица, фекална канализација Долно Којнаре, Речица, фекална канализација во село Горно Којнаре, фекална канализација во местната заедница Иго Тричковиќ, фекална канализација во Ајдучка чешма, фекална канализација во селото Тромеѓа, фекална канализација во село Режановце, водоводна мрежа во село Градиште, водоводна мрежа во село Лопате, водоводна мрежа во село Режановци, водоводна мрежа спој со село Љубодрак и село Черкезе. Исто така ви се доставени сите потребни документи кои што
се барани за да бидат реализирани овие проекти. Едниот е доставен на 14 септември 2011 година. Доставувањето на потребна документација, техничка документација, одобрение за градба, одлука на Совет на општина Куманово за одобрување на проектите, за изјава на Совет на општина Куманово, елаборат за заштита на животната средина, која што се однесува на фекалната канализација село Проевце до улицата Доне Божинов за израда на фекална канализација во населбата Гладно поле. Доставување на потребната документација исто така на 9.2.2012 година за изградба на фекална колектор кон село Речица во Куманово. Од страна на општина Куманово се доставени решението од градоначалникот за именување на лице, проект за линиската инфраструктура за градба за фекален колектор, техничка документација, одобрение за градење, одлука на Совет, изјава на Совет на општина, елаборат за заштита на животна средина, ревизија на основниот проект и решението од градоначалникот за одобрувањето на елаборатот за заштита на животната средина. Исто така, доставувањето на документација комплетна за израда на фекалниот колектор во село Бедиње и за поврзувањето со односно израда на канализацијата за населбата железничка станица во Куманово. Со сите потребни документи, доставување на цела потребна документација за изградба на фекалната канализација во село Агино село во Куманово. Моето конкретно прашање е: зошто Министерството за транспорт и врски не започнува со реализација на овие проекти и дали тоа го правите исклучиво од политички причини, заради тоа што актуелната власт на локално ниво е од Социјалдемократскиот сојуз. И третото прашање кое што сакам да го поставам до председателот на владата на Република Македонија. Јас меѓу две седници, за минатата седница за поставување на пратенички прашања, поставив прашање до председателот на владата и до министерот за економија. Министерот за економија не ми одговори на тоа прашање до ден денеска, а одговор добив од председателот на владата господинот Никола Груевски. Прашањето се однесуваше на докаде е со судската постапка за тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар и за предпријатието Житомел од Куманово. Знаеме дека таму беше извршена некаква си приватизација и заради тоа што се утврдени одредени неправилности, преголеми долгови кон државата и така натаму и така натаму. Веќе имаме и судски разврски по однос на сторителите на тие кривични дела во Тутунскиот комбинат и предпоставувам и за Житомел Куманово. И добив одговор од председателот на владата дека што се однесува до Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар од Куманово е завршена судската постапка во делот на превземањето на уделот на акции кои што ги имал господин Бајро Седију, со на тој начин е создадена можност и е во тек постапка за спроведување на извршна пресуда, собственик, доминантен во ова предпријатие ќе биде владата на Република Македонија со 56% од акциите и се наведува дека владата ќе назначи своји представници во управните органи на ова акционерско друштво. Морам да напоменам дека вработените во Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар, околу 350 луѓе кои што работеа таму, се уште се водат како вработени работници на ова предпријатие, иако не остваруваат плата, не работи комбинатот, не можат да се пријават во бирото за невработени, немаат плави картони за лечење и така натаму. Додека пак за другата фирма Житомел Куманово се води се уште постапка пред првостепениот суд. Значи на 11 април, тоа го кажав и на минатата седница, според мои сознанија, меѓутоа тоа се потврди, дека за 11 април 2012 година беше закажано акционерско собрание на кое што ќе се одлучува за иднината на Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар. И сите вработени се надеваа дека на тој начин ќе се започне со рестартирање на овој комбинат, заради тоа што тоа беше едно од ветувањата на кандидатите за пратеници на ВМРО ДПМН. Што се случи на тоа акционерско собрание? Се одржа акционерско собрание, меѓутоа владата на Република Македонија не назначи свој представник и не испрати представник заради тоа што е доминантен
собственик на акциите, не можеше да бидат донесени никакви одлуки. Сакам да ве прашам зошто не назначите представник во ова акционерско собрание и кои се идните планови, дали ќе го рестартирате Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар? Благодарам.